Ќе започнам со начинот на кој што повторно се свикуваат ваквите комисии, а тоа е дека почнуваме дискусија без да имаме било какви документи врз основа на кои што реално можеме да дискутираме. И доколку колегата Павле Богоевски беше тука, ќе речеше да, добивте мејл. Но да подсетам дека да, добивме мејл, односно добивме два мејла, во кој првиот мејл добивме покана дека комисијата за мандатни и имунитетни прашања ќе се одржи денес во 10:30 часот, и вториот мејл само препратено барањето од судот, без никакво образложение, без никакви аргументи или причини за да можеме ние денеска како пратеници да дискутираме во рамки на оваа комисија. И бидејќи овдека во оваа комисија од колегите од Социјалдемократскиот сојуз имаме дипломирани правници, имаме наводници искусни адвокати, па би било добро да ни дадат одговор како можеме да започнеме со дискусија и да земеме имунитет на наш колега без да имаме било какви информации или без да имаме било какви докази за барањето за одземање на имунитетот. И одговор знам дека нема да добијам, бидејќи почитуваните колеги никогаш не се одважуваат да одговорат на битни прашања, па можам да заклучам дека она што ние денеска овдека го имаме како задача и она што го имаат насока колегите од Социјалдемократскиот сојуз и од коалицијата, е без никакви документи, без никакви докази, без никакви аргументи да донесат одлука да му го одземат имунитетот на колегата Трајко Велјановски. И тоа е повеќе од јасно, бидејќи тоа е онаа практика која што Социјалдемократскиот сојуз ја практикува во изминатиот период. И понатаму, бидејќи во барањето кое што ни беше доставено и врз основа на она што го прочита тука колегата Павле Богоевски, вели дека колегата Трајко Велјановски се покренува обвинение согласно член 313 од Кривичниот законник. И бидејќи ние она што само како аргумент го имавме се исказот, односно обвинението кој што му било прочитано директно на колегата Трајко Велјановски, па ќе прочитам и ќе потсетам дека член 313 од Кривичниот законник вели: тој што со намера да го загрози ставниот поредок или безбедноста на Република Македонија ќе предизвика или сериозно ќе се закани со предизвикување на експлозија, пожар, поплава или друго општо опасно дејствие или акт на насилство, создавајќи чувство на несигурност или страх кај граѓаните, ќе се казни со затвор најмалку 10 години. Од она што колегата Трајко Велјановски на почетокот го прочита и колегите од Социјалдемократскиот сојуз имаа можност да го слушнат, исто како што и ние од ВМРО ДПМН и коалицијата имавме можност за прв пат да го слушнеме, СМС пораката во која што колегата Трајко Велјановски известува дека Социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев имале прес, не представува терористички чин. Исто така, остатокот од целата комуникација која што беше, ниту е земјотрес, ниту е општа опасна работа, ниту е поплава, ниту пак друга општа опасност која што е наведена согласно член 313 од Кривичниот законник, но на судството предводено од Зоран Заев само тоа му одговара. Да најде начин што е можно подолго да ги држи колегите пратеници од ВМРО ДПМН во притвор и во затвор. Овдека колегата Костов, или како сам се пофали, бил дипломиран правник, бил адвокат и се обиде да прочита член од деловникот за работа на Собранието на Република Македонија. Морам да кажам, колега Костов, добро што го прочитавте, ама се надевам и дека го разбравте тоа што го прочитавте, бидејќи согласно членот од деловникот кој што го прочитавте, вели дека, односно вие искажавте... Морам да ве предупредам, колешке Немек. Значи, морам да ве предупредам да внимавате на констатации кои што содржат лични навреди. Мислам дека треба сите да го држиме дигнитетот на работата на оваа комисија. Почитувам председавач, ако не се сеќавате што
Костов кажа на почетокот, земете го стенограмот, па подсетете се, јас убаво се сеќавам тоа што го кажа. И не се, значи убаво што прочитат членот од деловникот, каде што се вели дека колегата Трајко Велјановски и текако деловнички имал право да ја води конститутивната седница за формирање на Собранието на Република Македонија во период 2016-2022 година. 2020 година. И понатаму, далеку од разумно е да се дискутира дека неправилно и да се обвинува дека тој неправилно ја водел конститутивната седница, кога убаво се прочита во рамки на оваа комисија дека согласно деловник комисијата била согласно деловникот оваа седница била водена онака како што предвидува словото на деловникот, а како ќе си го толкуваат одредени колеги е нивно право и се остава на свеста на секој ден кој што ќе земе да си го прочита деловникот за работа. Исто така во рамки на оваа комисија денес, наместо ние да се зафатиме и да дискутираме по она што е предвидено во обвинението, да донесеме разумен заклучок, дали навистина има потреба или нема потреба да се одземе имунитетот на колегата Трајко Велјановски, ние ќе збориме и ќе дискутираме и меѓусебно ќе се обвинуваме, повторно ќе кажам, немајки ги основните документи врз основа на кои што ние во рамки на една комисија треба да дискутираме. Нелогично е и надвор од здравиот разум е да му одземете имунитет на било кој колега и да дискутирате само врз основа на партиската насока која што сте ја добиле, а да немате никаков материјален документ. Врз основа на што, колеги, сега ги прашам колегите од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата и колегите што се од позицијата, врз основа на кои аргументи и врз основа на кои докази имате намера или имате насока да барате и да гласате за одземање на имунитет на колегата Трајко Велјановски. И очигледно, пак ќе се повторам, дека единствената работа што имате е насоката која што ја сте добиле од својот партиски штаб, по секоја цена да му биде одземен имунитетот на колегата Трајко Велјановски. Исто така, овдека беше наведено дека не треба колегите да се плашат за својот живот. Но би сакала да потсетам дека во насока на одземањето и на денешниот имунитет, во интенцијата на Социјалдемократскиот сојуз да го одземе имунитетот, исто така се и вчерашните настани, тепањето на двајца приведени, исто така осомничени за дело од 27 април. Но многу е дискутабилно дали и ние овде во рамки на ова собрание, бидејќи колегата Мисовски го извади и каменот, па е дискутабилно дали треба да седиме и да дискутираме, бидејќи веќе се носи оружје по кое што може да се посегне по колегите од ВМРО-ДПМН. Но исто така, во текот на вчерашниот ден, но и претходно, во затворот Шутка беше претепан Јане Ченто со обвинение дека имал мобилен телефон. Но само да потсетам дека после вчерашниот настан тепачите од затвор искочија со селфи да се пофалат дека тепале лица обвинати за 27 април. Излегува со статус дека секој еден што ќе биде донесен во затворот Шутка, обвинет за 27 април, ќе биде тепан. Дали колеги од Социјалдемократскиот сојуз имате мирна совест после ваква порака и после тоа дека знаете со носењето во Шутка на секој еден пратеник од Собранието на Република Македонија следува истата казна. Но очигледно вашата совест овдека тешко дека проработува. Не ми е јасно како можете да дозволите и да ги читате пораките дека некој се заканува со убиство, вие продолжувате и станувате соучесник во потенцијална и најавено одземање на нечи живот, да продолжите и да гласате без никакви документи, без никаков основ на имунитет на ваш колега. И мислам дека она што денеска се овде најави, директорот ќе си поднел оставка.
Директорот на затворот требаше да си поднесе оставка веднаш откако Коста Делов, осуден за обид за убиство за села, лице кое што не учествувало во тепачката, беше крваво претепан. Требаше да си поднесе оставка после тепањето на Јане Ченто. Требаше да си поднесе оставка после тепањето на останати лица, кои што во моментот се во болница повеќе од 4 месеци, чии рани не можат да бидат излекувани, а не да си поднесе оставка, односно да најави дека може ќе си поднесе оставка после толку многу тепачки. И да најави дека може би имало пропусти во затворот. Во исто време, кога во текот на вчерашниот ден се огласи чувар од затворот во Шутка, дека ќе помогне во тепањето на секој ден што ќе влезе во затвор, секој ден што ќе влезе во Шутка, осуден за 27 април. Дали, колеги, вашиот директор, поставен од вашите редови, е исто така организатор и на тепањето и вчера и денови претходно. Но вие само можете тука да ќутите, да климате со глави, бидејќи на овој начин потврдувате дека сте соучесници во целата организација. На дневен ред и да се воздржите од точката на дневен ред. Со точката на дневен ред целото мое говорење е поврзано. Вас ви се обраќам, ве молам. Исто така би замолила. Ќе ви го одземам зборот следниот. Исто така би замолила доколку е возможно. Исто така би била благодарна. Добро, трече. Добро. Исто така би била благодарна доколку некој од колегите од Социјалдемократскиот сојуз и од коалицијата се одважи да каже врз основа или да ми реплицира врз основа на кои аргументи, врз основа на кои докази и врз основа на кои искази има намера да гласа за одземање на имунитетот на колегата Трајко Велјановски. Бидејќи од она што го прочита тој самиот на почетокот, ниту има терористичко дело согласно член 313 од Кривичниот законник, ниту пак има било каков основ за изрекување на било каква друга санкција согласно Кривичниот законник. Мораме да си признаеме и самите да си признаете дека во ова собрание работите само врз основа на добиени насоки, без никакви аргументи, без никакви докази и единствена начин, односно единствена цел што имате да го уништите дигнитетот на собранието и дигнитетот на колеги пратеници од редовите на ВМРО, ДПМН и коалицијата. Имам уште многу што да кажам, но најпрво навистина би сакала некој од колегите да се одважи и да ми одговори на прашањето, ќе го повторам уште еднаш. Врз основа на кои документи, врз основа на кои материјални докази имате намера да гласате за земање на имунитет на колега пратеник од редовите на ВМРО ДПМН. Благодарам.